Негожаре, ти знаеш ли дека пред некое време имавме коментар на YouTube на епизода, а после тоа и неколку коментари мене ми стигна у private за луѓе прашуваа дали ќе сме правеле епизода за медитација и mindfulness. Не знам зашо не ги читам коментарите. Ти не ги читаш, ја не знам дали ти спомнав, али ми пушти пред некој ден, да. Имаме Така начнавме епизода. Да, имаме Публиката бара. Реална потреба од неколку луѓе од публиката да чујат што имаме ние да кажеме за тоа. Значи, очигледно е, оваа епизода ќе биде за медитација и mindfulness, но у старт да напоменеме дека нити сум ја Буда, нити си ти Далај Лама, нити сме практиканти на медитација и mindfulness со години, нити предаваме, нити сме биле на предавања. Моето лично искуство е од пред неколку години, ќе раскажам како малце влегов у тие води. Исто и јас. Терав некоја праксичка, а денес ако ме сретнете и ве интересира, ќе видите од муабетот што практикувам, а што не и колку е тоа дел од моето секојдневие. Ама дека ќе се филмам сеа и да се цепам дека јас станувам секоја сабајле у 5:30 и дишам 20 минути и медитирам уште 20 и тек тогаш пијам, не сум од тие луѓе. Ако ви треба некој таков, слободно најдете, и ова не е ништо против тие луѓе. Значи ја од секоја чест на тие луѓе што го прават. Такви имам учено, такви имам истражувано за себе што е муабетов позади оваа илјадници години позната традиција на некаква пракса. Си ги раскажеме нашите искуства, како ние сваќаме mindfulness, што е искуства со медитација, како сме се научиле, кои техники, како. Успат, ја ќе пробам да овако да парафразирам некои си дефинициички, поише колку да ми олеснат за доловување на контекстот, нормално како и секојаш постојат многу попаметни извори на информации, материјали, пишани, непишани, видео, аудио, подкасти, YouTube видеа, книги милион. Сепак ова е нашата перспектива, ништо повеќе. Кој што, ако некој го интересира повеќе, ве молам, посветете сериозно време за проучување на вистински начин за тоа. Која ќе почнеме прво? Со тој important notice, како и се друго во мојот живот, многу ствари мене ми потекнале едноставно во таа постојано бркање на успех на спортски план. Ситните проценти. Да. И така, некако, пред неколку години, која си кажав, кога у животот ја ќе тренирам демек као професионален атлета. Тука веќе бев во велосипедизмот навлезен и сите ние сите, не знам дали сите, некои кој нас добар дел од животот сањаат за да се професионалци, за да живеат од спортот, ама ја така у некој период од живот сикам, добро, што конкретно од тоа сакам? До парите не ми е. Сакам да тренирам по 5 сата дневно. 500. Океј, тренирај. Сигурно не ти треничи. Знаеш, увидов некои такви моменти, што точно ме влече од тој сон за професионален спортиста. Не ме влечела платата. Не е славата. Не ме влечела славата, не ме влечела светското првенство, едноставно ме влечела процесот. Помислата да живеам како професионален спортист.
Океј, како живее професионален спортист? Спие кој што треба, јаде кој што треба, тренира кој ненормален и после опоравува како што треба. Ја го увидов тоа некако и си реков, океј, имам регулар джоб, имам обична работа, ама остатокот од 16 сати од денот, ја ќе живеам како професионален спортист. И на таа моја тоа путешествие, кога си го правеше подвигот за Словенија? Кога тоа е веќе прикрено, тоа е веќе трета година од процесот, втора трета година за ланската трка што беше јаката словенска. Ама муабетот е да. Значи решен сум ќе тренирам како професионален велосипедист и воведувам се од ова што кажав. Воведувајќи се повеќе, значи посветуваш внимание точакот, опремата, програмата, што јадеш, како спиеш. 24/7 беше ориентација кон перформансот, успехот на спортски план. Се што читаше во врска со тоа. Така, успат на некои читанци, искача некоја статија, не бе, слушав некој подкаст, објаснува, вика, правиш тренинг. И што прави обично човекот после тренинг? Одма си тера со денот. Така? Што и нормално. Луѓе, посебно луѓе што имаме работа, 20 нашол саат 2 за тренингот, туш муш на нога, банана, вода и терај со денот. Сакаш, идеш негде работа, дома те чека, обврски. Секој дневи. Мереле, правеле некакви мерења. Тоа наспроти одма после тренингот, чи како завршува тренингот, 5 минути. Почекај. Добро. Почекај. 5 минути, легни, нема музика, нема други outside distractions, легни и диши. 5 минути. Само за полека таа енергетската состојба да ја снижиш и тогаш продолжи со денот. И мерале ефектот на рекаверито. Дури и да мислиш после ти на рекавери, во тоа првото сценарио, ќе јадам сега протеинско шејкче, па не знам вечер ќе стречам, па ќе пазам да не се... Одма зајаваш работа. Да не се пренемагам многу остатокот на денот. Наспроти сето тоа, ама плюс 5 минути малце чил, не ги мисли одма. Као страшно подобар рекавери на крајот на денот. Исто ќе спиеш, се исто, единствената разлика 5 минути одма после тренинг. И ја у тоа време тренирав дома на тренажер. И како завршувам со точакот? 2 сата, 2,5, 3 сата, колку и да е, на тренажер, само соблакам кондурите и на онакво йога мет, легнувам, тајмерче, 5 минути. И тој објаснуваше, не ти треба посебни техники, не ти треба посебни троари, не е ова медитација, не е ова ништо, вика, ова е енергетската состојба од тренингот да се смири и толку. Ако ви помага, мислете на дишењето. И сега ти кога лежиш Кога те води стари корак по корак. Кога лежиш на грб, по-убаво доаѓа до израз ако дишиш на диафрагма, ние спортистите сме многу свесни за тоа. И вика, забележи си, како ќе си ставиш рака на стомак и ќе си забележиш како се крева раката горе-доле. Толку. И ја го правам тоа, многу убаво ми доаѓа. Недела за недела, не пропушам, секоја вожња. Ако сум ја правил надвор... Па ти ги течак? Само, буквално, значи се симнувам од точак, шпринтерицата со облакање остање и со се уште во бициклистички, се уште у мајца, живода. Ако сум правил надвор тренинг, како влагам у врата, на страна точакот истото. И така поминуваат недели, сикам... Шо осети? Убаво, стварно... Не, после неделите, мислам. Па сега... Знаеш, осетив убаво, осетив дека наредниот ден немам проблем.
А тоа е главниот челендж на секој атлета е окей, ја денес ќе рикнам, ама и утре ме чека тренинг и после ме чека тренинг и како да неделите мене прогресиите ми идеа убаво, све беше мерено со Garmin и HRV, немаше стрес, не се зголемуваше рекавери убаво, значи се сеќав убаво. И знаеш оноа, може и психички. Ако. И ако јас си верувам дека ми помага, тоа ми помага. Тоа е. И јас си верував дека ми помага. Ако кееш дали психички или вистина пет. Ако ти у главата веруваш дека ти помага, и си викаш да бе ми помага. Утре дента си свеж. Значи помага. Утре дента ја идам со елан па да правам тренинг. Ама, правејќи го тоа, сикам, мене ова малце на медитација ми заличува. А да, тоа ќе те праша, ти опиша луѓе, односно што читаш? Не. Седни 5 минути. 5 минути после тренинг, ова немаше врска со медитација. Никаков брендинг, епитет, ништо не му стави. Не бе, легни, диши, за да ти се смири од тренингот пред да продолжиш со денот. Дури не се ни туширај. Ја правејќи го тоа, си са мислиш, сакаш лежиш 5 минути, 5. Не ни малку, не ни многу, седни легни 5 минути. 300 секунди. Сакаш? Не прави ништо. И сикам релативно колку што сите ние нешто сме чуле за медитација, сикам ова мене да не е тоа. Ми заличува на медитација. Така сега, ајмо книги, ајмо YouTube, ајмо подкаст, чекај са, што е медитација, зашто, како ово, оно. Така влегов ја да ги искористам се, ако више лежам ја 5, и ми помагаат 5, 10, може малце поише ки ми помогнат. И ја почнав дека е техниче плюс по 10 минути да лежам, ама умеѓу време расчитав нешто материјалчиња за медитации, па како тоа помага на така и емотивно, и сега не навлагам тука, знаеме за што се може да помага, ќе дообјаснам малце покасно. Битно тоа беше мојот влез у таа сфера. И пред да преминам сега, да разграничиме дека медитација, која се збори, јако ќе кажувам сега, подразбирам на праксата. Медитацијата е праксата што би ја правил, користејќи одредени техники. Фактички тренинг за фокус. Да. Ќе објасниме како што. Mindfulness, on the other hand, свесност, на друга страна, не се однесува на некаков тип на ритуал или пракса, повеќе се однесува на состојба на умот. Значи ти не мора да правиш ништо посебно за да бидеш mindful, за да имаш свесност. Свесност може да имаш во било која сфера во животот, било кој време, едноставно и за најтривијални работи. Значи можеш сега ќе бидам свесен за моето чувство на седењето на столчава. Сегаш, кај на која коска се подпирам, на кичмава. Тоа е у најгруба работи што ги сваќаш здраво за готово. Кога се вели за mindfulness, се мисли на таа некоја состојба на умот или карактеристика или вештина што може би си ја развил, што повеќето луѓе ја имаме до негде и сега станува збор за колку ти ја развиена. Што си поразвиен, тоа моменти нема да ескалираш. Пример е, секој може да осети кога седи, да го осеќам гзот дека ми се стиска на столчето. Тоа е едно ниво, друго ниво е кога возиш ти точак и енергетските вредности кога каснувам колаче, дека осеќам стрес у срцето и вискозност на крв, значи до тоа ниво на свесност. Енергијата на мастите се префрла јаглехидрати. Да памтиш. Тоа е друго ниво. Памтиш, да. За каде овие два термини се преплетуваат е за тоа што медитацијата како множество на техники што тренираат фокус, што тренираат концентрација, може да помогнат да ти почнеш да развиваш повисоки нивоа на свесност. Затоа што ти да си
и да сакаш сега да бидеш свесен за нешто, пак е тоа одредено количество на концентрација што треба да го насочиш кон тоа нешто за што сакаш да имаш свесност. Точно. By the way, тоа да ти било буквално како да тренираш некоја мускулна група. Тоа мускулче у главата што е задолжено за концентрација и за држење непрекината концентрација, буквално може да се свати како мускул што може да се тренира. Ја како обседнат за тренинг, чека, се тренира, дојди сега. Ново. Ајмо прогресии. Сега, буквално така беше човек. Ја сега ќе правам прогресии. И една од првите најосновни вежби за тренирање концентрација е замижи или не, замисли го бројот 1 у глава и само на тоа мисли. Просечниот човек нема да може да ја држи таа ментална слика поише од неколку секунди. Нема шанси. Поише од неколку секунди. Арно, ама, екстра информација што ја дознав учејки сега за тоа, тоа не е како обесхрабрувачки факт. Не е тоа е поентата. Да го приметиш... Препреката е таа. Да приметиш кога си ја изгубил помислата. Да ја фатиш. Така, тоа е тренинг. Тоа ли е тренингот? Нема проблем. Еден. Си прекинал и се фаќаш. Денес една минута. Си се успал. Денес една минута, без разлика колку пати избегала мислата, се вратила, ама една минута. И буквално можеш и да си забележуваш, да си мериш. Да, мерливо е, како? Мерливо. И пак, што мериш, се напредува. Добро, така е. У 10 минути јако лежев. На почеток почнав со бројки. Мереше колку пати ќе се фатиш и ќе извиш. И една од најубавите ствари која правиш за било што тренинг е кога приметуваш напредок. Прогрес. И ако си реален со себе, ќе видиш дека првиот ден каква ментална слика. Ти е срам да кажеш медитација дека. 300 пати ми летна. 300 бе. 300 пати у една минута. Утре дента, че не бе. 285. Да забележиш дека помаце. Немаше човек 5-6 пати. Немаше 5-6 пати кај што веќе можев да врзам минута со 2-3 губења. 2-3 врдање лево. И тоа ми беше, види бе, стварно се тренира ова човече. Ама ми стана малце некако бројки ве, па и после не знам, можеш да ги пишуваш вака у менталната слика. Техники има. Па да мише, ама после негде видов, не бе можеш и да дишаш. Не е тоа првче. Затоа што, ова со бројки ве беше кога сватив дека може да е прогресија, дека ова е тренинг за концентрација. Јас така бев упознаен, дишање, прати си го воздухот. И читајки, вика, затоа што е ова тренинг за концентрација, ти објект или субјект како момент за сконцентрирување кон нешто може да е било што, може да е мисла, може да е објект што го гледаш, може чашава да биде објект, целта на твоето фокусирање сега. Било што може да е. Се додека го правиш тој принцип. Мисли само на тоа и фати се кога ти отиде мозокот. Нема да мислиш само на друго нешто и врати го. Тоа е ништо друго. Магијата на сето ова е ако го правиш доволно долго, тоа мускулче што ти си го истренирал, после го користиш за каталјон други ствари, како и дедлифт на кросфит што ти помага за lower back, исто така ќе ти помогне за дискус, за багажот од кола, за колку можеш да одиш без проблем и така дале до бесконечност. Животот е друг затоа што можеш да кренеш дедлифт. Апсолутно исто, ја тоа го увидов у рок од 5 дена. Тоа мускулче сега што ја го имам силно да фокусира, мене ми се наоѓа во интеракции со луѓе, тука си присутен, го слушам, без да отидам негде со паметот,
сваќаш го следиш, те смирува да си ги контролираш емоциите и така дале. Мускулче што е неопходно за се ова понатака што ќе збориме. И битно така се деси, 10 минути сега ја лежам, окей, ќе се фокусирам на дишење. И стварно, дишењето, и како и се друго, чекај се, више ако трошам 10 минути на дишење, дај да видам што све може да правиме различно со дишењево, сваќаш. Тука дојдоа Вим Хофови, тука дојде друга книга за дишење, box breathing, нели, 4-4-4-4. Оно Бютенко метод. Бютенко метод. И сега каталјон техники има и тука и Nasal, само на нос. Се врати на контролирање на тие неколку параметри, колку време држиш здив, колку време зимаш здив, колку време испушташ здив, со што го зимаш здивот, со диафрагмата, Обично секаде со диафрагма, белите дробови, со долни бели дробови, со горни дробови, со носот. Се тоа различни мали аспекти на што ти можеш да се концентрираш додека дишаш. Долго време, ако сум зборал со други луѓе, сконцентрира се на дишење, на нив ни тоа не им е јасно, ама што кај да се сконцентрирам? Што значи тоа да се сконцентрираш на дишење? И сум што е валидно прашање. Па стварно е валидно. Ја исто сум го прашал. Зашто не го подетално не ти ми го? И еве ги тие моменти, буквално, окей, сконцентрирај се како ти струи воздухот низ носот. И како излегува? Чекај, тоа? Да, викам тоа. Само тоа. Па ја ми, знаеш, повеќето луѓе мислат кој знае сега он на енергијата на универзумот во воздухот. Ама и така се представува И заради таа некоја пречка на некоја предрасуда што имаат луѓето, дека е тешко и невозможно, си мислат, ова не бе друже, мисли, не знам, или стај си раката и види како ти мрда стомакот. Исто како со постењето што беше. Или не знам, примети дали почни и тоа после неколку месеци, не знаеш колку адванс станува. Тачно, прерасно. Нема, ја ќе дам неколку примери на кој левел сум денес. Ама како и се друго, тикам понесен од еуфорија. Тој мој карактер на ова како поинаку. И тоаш вего, и Вим Хофови и ово и секој ден, па не бев нешто конзистентен, са Вим Хоф 6 дена, не бе, ќе опробам. Па сум прочитал друга книга, ова ќе опробам. Па не знам, едно време прочитав, се додека издишувањето е подолго од вдишувањето, го активираш го активираш релаксирачкиот дел на нервниот систем. Нема проблем, ја приметив дека природно така дишам. 6 вдиши, 2 задржи, 8 издиши. Без да мислам на тоа, ја забележав, дур си лежам така после тренинг, дека ја природно после овие 5 минути што ги правеше. Да, издишувам отколку вдишувам. И викам супер, значи ја го правам тоа. И by the way, и ова сакам да е дел од пораката. Многу од овие работи ќе ги препознаете како нешто што веќе го правите у животот. Што и ми е поентата дека нема тука rocket science. Стварно, ова е дел од животот, ама кога ќе се фокусираш на тоа, изнаоѓаш и екстра вредност во самото тоа. Вим Хоф, бокс, едно, друго, трето, и си го правам ја тоа подолго време. И by the way, денес ми е некојаш пракса одма после тренинг. Од таму почна, како читам ја медитација чуда, почна се поише овој термин mindfulness да го среќавам. А и ако секој друг, чекај са, нели е исто во ова, што се баби, жаби, само... Ја исто, што бе има милион ствари, дај објаснете еднаш вака и чао прија. Не. Ајде са, што е mindfulness? И како што реков, mindfulness е само состојбата на умот да имаш свесност за нешто. Читај mindfulness, нешто многу вредно што ми беше тогаш е после неколку подкасти Сем Херис има своја апликација, се вика Waking Up, која што е фокусирана покрај медитација и на mindfulness. И тие се guided, водени од него, малце теорија, малце објаснување, што е поентата и неколку така уз медитирање, уствари да... Сега тоа е интересното. Рековме, медитирање е тренинг за концентрација. Фокус.
ама ако тој фокус го насочиш, како си тоа, Канализираш. да го насочиш кон ништо, односно ако сватиш фокус како tunnel vision кон ова конкретно нешто, сега сум фокусиран на чашата, сега сум фокусиран на дишењево на диафрагмата. Исто така можеш да значи ова ако е како се ка конкавно или како и да е, за тие што ме гледате ќе покажам вака триаголник. Обратно од тоа се стеснува. Обратно од тоа е фокус кој што се шири. Од тесно кон И уствари ти можеш да си фокусиран, ама отворено кон сите можни информации и сензорски информации што ги примаш. Тоа е како прва некоја фаза на свесност. Односно, пробај да забележиш што се забележуваш. птицата горе како пее, како свири. Тоа беше преку таа апликацијата на Сем Херис, Waking Up. Пробај да забележиш што се забележуваш. Што е некоја како мускул што се наоѓа блиску до овој другиот мускул. Уште еден имаме, значи. Тука, ви са и ово можеш да го тренираш. Затоа што и тоа се можеш да се приметиш како се подобруваш. Буквално, окей, првиот ден приметуваш надвор некоја кола шкрипи, некоја врапче пее, може некоја перална работи, некој комшо се дере, 5-6 ствари. После неколку недели их се зачудиш што се забележуваш. Учиш како и да ги стишеш па после. Да, после го менјаш, само... чекај, сега птицава, сега кола. Па после ако е ова, после обрат. Полека. Тоа да. И тука видов нешто, забележав, увидов за себе, каде моето цело животно спортско искуство ме има предодредено малце со предиспозиции за прилично високо развиена свесност на тема моето тело. Физички. Како се осеќам, повеќе на почетокот некако површно, повеќе моторички, а понатака и внатрешно. Оти читајки сега гледам, окей, сега развиваме mindfulness. By the way, го користиме мускулот за фокус, за ти ако одвоиш 10 минути сега ќе одвојам, за да осеќам како ми е наместена ногата. Сваќаш или стапалото додека возам точак. И тоа е битно, значи, сега откако разграничивме ова, можеш да си mindfulness во било кој момент од животот. И сега ја возам точак на тренажер дома, затворен, колку ќе гледаш Netflix, колку ќе слушаш музика, се ќе преслушаш, рачунај. 360 дена у годината, 3 сата, што све, Netflix више нема што немам гледано, свегаш. Снимало епизоди Джо Роган. Да, све си слушал. И пак, читајќи низ материјаливе, окей, можеш да си свесен у било кој момент, едноставно пробај да видиш што се можеш да забележиш од тоа што ќе решиш да забележуваш. И ја возам точак и сваќам, па чекај, ја и онака сум опседнат со ова цел живот, од атлетика времето и сега јас сум опседнат со напредок во спортот и ја природно многу од тие работи веќе сум ги развил. Може на неколку епизоди имаме кажано колкава awareness и свесност имам јас дур трчам. Ја милиони километри, и ова не само јас, скоро секој атлетичар. Јас сум свесен за положбата на моето стапало на секој чекор од 40 километра. Како првиот километар вака ми било стапалото, како јас сум не само свесен во контрола на сите тие финеси, како и се друго, саѓаш, прв тренинг тенис, ќе летаат топчиња, ама после 10 години малиот прст кај стои на рекетот, ќе прави ефект. Така, исто и со ова. Ти ако правиш нешто со телото непрекинато цел живот, финесата, резолуцијата со која што забележуваш и контролираш одредени работи е се по-развиена и развиена. И ја научувам дека е тоа еден вид на mindfulness. Физичка, моторичка, свесна за своето тело. И јас сум као, one book done.
Имаше цели техники за како сега ти, па йога нидра е by the way, една таква техника. Додека лежиш, фокусирај се на малиот прс. Па ајде сега, движи се помали прстот на ногата, па дојде до палецот, па петата, па ахилова тетива, па задна ложа. Ја тоа сум го правил 24/7. Возам точак кај ми е коленото, па седиштето кај ми е, па раката наместена, значи јас тоа го правам по дефолт. И си кам, види бе, значи, и by the way, пак уште една порака за сите вие луѓе што се фаќате кога сте обседнати со нешто, тоа е еден вид mindfulness, свесност. Колку можеш да забележуваш детали во врска со нештото. И сега ја, знаеш, користејќи го тоа, почнав и интерно да го насочувам. За таа свесност можеш да почнеш да ја насочуваш и кон внатре. Тука треба малку повеќе комбинација на медитација и mindfulness, затоа што ако тебе нон-стоп те бомбардира нешто друго од надвор, прво тој мускулот за концентрација е веќе оптеретен, кој што ти треба за да се фокусираш, да речеме, на како денес ја го осеќам срцето, како го осеќам дишењето, дали, знаеш, имаш некој притисок во абдоминалниот дел и се тоа, некоја веќе и некоја спиритуална нота почнува да добива. И ако, и тука веќе се фатив да сакам и така малце интерно да развивам некој mindfulness, кај што by the way, рипаме некој период кај што ја не медитирам, ама ми текнува, сега тие техники од медитација можам да ги искористам, дали музиче, дали нешто што ќе те изолира од надворешни информации, за да можеш ти да си се фокусираш на, и пак почна од дишењето. Арно ама, буквално, диафрагмата, колку ја потиснувам, колку ја враќам, кога ја враќам, кога притискам во белите дробови, колку, каде, кај се наоѓа воздухот. И моето искуство беше, иако ова звучи некако мамбо-джамбо некако, кога го правиш доволно долго и сам себе си се уфилмал на еден начин, ја така сам си се сваќав. Дека ја првиот ден кога мислев на диафрагмата, окей, се крева стомакот, дишам на диафрагма и толку. Ама јас си се присилив да се уфилмам, не, сега, ќе го правам окей, кај некој ден ќе ми дое нешто и ќе осетам ја нешто, и така неколку недели, стварно, дури не го осетиш, не можеш да знаеш. Така е. Тоа беше некоја моја така вовет и први месеци како почнав едното па другото па двете да ги комбинирам, и откога увидов, откога стекнав некоја си така, да речеме, од 1 до 100 ниво 3 од вештиниве, увидов дека, значи сега ја не морам да одвојувам 20 минути од денот за ова, ако ми треба за нешто да активирам свесност, знам како, имајќи го тоа мускулчето за фокус, и знам дека го имам како една алатка од арсеналот на алатки што ги имам во животот. И во најразлични ситуации, едноставно само активација. Треба да се створи навика, да си се подсетиш, ај уклучи малку свесност сега, пред да рипнеш да се... Зашо ме тангирало? Сегаш, толку. И сега мене, во секојдневието сега, само на тоа би дал акцент, дека се сведува на навиката да се подсетувам, да уклучам свесност во одредени ситуации. Па тоа беше нели оној warrior mindset, што го зборевме пред 100 епизоди. Кој не има гледано таа епизода, пуштете. Што беше моментот? Моментот беше да си бараш начин за напредок во секоја ситуација, без разлика дали е добра или лоша. Односно, кога е лоша, зашто добра, кога е лесно е да бараме, нели? Кога е лоша, тоа лошо да го свртиш у позитива, кога веќе научиме сега, тоа се десило,
за нареден пат да не се случи. Да. И таа свесност уствари што јас така ја сваќам. Така е, тоа е Така видна е. свесност. Ти си имаш свесност за таа ситуација. Да, и за усобраќај, и за 300 чуда. Јас со медитација, што од многу рана возраст знам што е, ама не ја практикувам, што мајка ми јога има вежба Да. на младоста пред 100 години, била и инструктор, и цел живот медитација. Што си мислеше? Од кај да нешто мајка ми што прави? Не му давав на значение дете 7, 8, 9, 10, 11 години. Како доаѓа овие интернети, YouTube и се почесто контент таму да се гледа, нели самостоен, не само телевизија. Се повеќе искача и тој тип на луѓе со таков тип на контент, со објаснување на овие работи. Медитација, мајка ми го збори цело живот, шо е ова што го правила, шо е ова? Се она пробујала поише пати, ајде легни, водечки, ова. Стварно, да? Да, ајде легни, се осети рака, и се некој тоа бейзик се. Осети го по Ти добро си осети знал, го бе. показалецот, осети го средниот прст, овој четвртиот малиот палец. Ајде, идеш лактот, рамото, се осети у глава, па Јако, јога и те нидра. води. Тоа е тоа Тоа е што? тоа, јога нидра. Ете. И ти лежиш, после 10 минути, супер ти е да ти. Non-sleep, deep rest или deep rest, non-sleep. А многу луѓе викаат дека се успиваат во медитација. Тоа на почеток. На почеток ми се има десено и да се вратиш, дали ти летнал памета, дали си се успел, не можеш да процениш зашто си сам кога си го правил, тоа се зборам за по доскорешно кога сум пробал да медитирам. И у денешно време е тоа многу полесно, зашто можеш да најдеш контент, да најдеш да ти објасни некој, да не купиш книга и сега ти да читаш и да бараш, него 5 минутно видео ќе ти го скоцка некој Да, бе. фино лепо. Да, има гајдед медитации на YouTube без број. И брат ми каже една апликација, Медито, се вика, Медито. Има милион, бе. И е бесплатна. Една од оние ретки многу булшит апликации, што нема оние платени глупости, сега ти лежиш за мисли на 2,5 Реклама. минути, бам, booking.com, book your vacation. Водени медитации се? Да, сакаш машки глас, женски глас, длабок глас, висок глас, како сакаш ти има. И по име ги дава луѓето. Нема врска кој е прв. Па има 2 минути, 3 минути, 5 минути, 10, 15, 20 саат време. Да, бе, да. Типови на медитација. И е многу фер апликација, не треба да ја купиш, не треба да ја плаќаш. Ако ти прави кеф, донирај кога што мислиш. Да. Пушти ни некој Cool. динар. Фер. Да, И пушти ви ја петче, тоа браво, дечки, тоа бе, $5, разбираш. Се 100 души по $5, па милион души, И ја пробаве? ја пробав, ја апгрейдуваат апликација, е супер, нови гласови, нови гајде. И ја пред Медито, не знам дали на Вим Хоф се рачуна у медитација, али стигнуваш еден стейт кој што си, да не речам ван тело. Па еве, со нашево лаичко познаење, ја кога те слушам, дел од знаејќи што е Вим Хоф, може ти треба да даеш малце Да, ќе кажам. објаснување што е. Како да се преклапа некој дел од тоа, знаеш, толку силно фокусиран на дишење, знаеш, има нешто. Што нели сега се модерни овие во лечење против анксиозност, депресија за војници што се вратени од војна, Аха. што преживеале оној PTSD, посттравматски стрес. Нели со психоделици ги лечат. Печурки, Така. у тие DMT, MMT, ајоваски што ги зборат кај Џо Роган таму. Што може и ова да се истражи на интернет, што порано били илегални и сега више на Харвард отвараат поле на студија. Врската? Дека не мора преку овие да постигнеш таков стейт на altered state, како Да, се вика да. тоа? Ај преведи Не, го. Altered state. не си тука, него негде ти мижиш, лежиш, ама ко да си Друга состојба на состојба, умот. димензија, не знам како да Да. го најдеш. Да. Друга состојба на умот. Altered state на of mind. свеста. Да. Мојавитот ми беше дека може да се постигне преку дишење, Да. ако доволно долго го правиш и нели сега сите кој ќе го прави тоа, идат и јадат, прават, пуштат ова и да стигнат многу побрзо да ги носи психоделикот, реакција прави во мозокот, е носи тој алтерed state. Ја ова го пропратно у некој подкаст ми излегло уз муавет, сум го запамтил. И почнав да го правам не ради тоа, ама почнав да додека бев болен со корона,
почнав да за Вимхов. Пирузе баш му реков и на него. Така. Ради тебе викам почнав ладни тушеви. Така, зашо он ставаше секој се вари со садот по 3 минути, по 5 минути, Волку дишев, стигнав овона. И ми искачаше 15-20 дена поред, викам дај да пробам, нека немам попаметна работа. Седам дома 20 дена треба седам. И го прочапкав Вимхов. Вимхов, ај на брзинка ептен. Он е човек што жена му се самоубива од депресија, 4 деца го остава. Ево Холандија човеков е холандјанец и почнува методата е ладни тушеви и начинот на дишење со хајпервентилација, hyperventilate. Кај што те доаѓа до оној момент на дизинес и нели он стално кога ќе го прашаат за марихуана мислење нели кога стануваше легално, I get high on my own supply, демек од воздух. И као неговиот тип на дишење достигнато алтер стейт и он со преку тоа висок некој степен стигнато као го вбризгуваат со грип, со свесност, има контрола што не му дозволува, ги убива вирусите и со истражувања, може да го погледнете онлайн, поиша присач некој са. Сето ова со техники на дишење. Да. Да сумираме за Вим Хоф. Да. И ладните тушеви што ги прави, што порано атлети ги правеле, зашто мислеле дека ќе им намали инфламацијата од ова, се докажува дека да, некој 0,0%. Меѓутоа помага со 200 пати го крева хормонот за среќа и уште многу подолго трае тој, за разлика со супстанци. Сега не денес не збориме за ладните тушеви, али упакет се кај него. И со Вим Хоф. Вим Хоф техники на дишење. Јас почнувам од ладните тушеви, со нив се префрлам на дишењето, нели пак како ти со техниките и почнувам да ги правам. Фино лепо скоткана апликација има човекот кај што те води, односно ти го објаснува кроз 10 минутно видео how to. Да. Тоа ти што кажа луѓе, сега као да дишам да направам. Ево многу убаво го има објаснето. Легни у позиција на грб, затоа што може да ти се сврти. И тука е, бум, клјаш, слушаш. Прави го ова, направи го вака. Имаш толку серии, бла бла бла. Има апликација кај што кликаш и он 3 серии по почетници по ова и те води. И ја почнав да го правам. И после известно време не ми требаше он да ме води она, зашто стално е истото. Feel your heart beating, slow it down. И истото е, буквално знам на која минута сум го ќе каже и почна ме нервира да ми го влекува внимание да ме иритира. Сега имаше на апликацијата без неговиот глас, sound off и колку серии сакаш ти. Аха. Зашто таму имаше 3 по 30. Као со тик-тик некои тајмерчиња? Да, и ја вака тука ми беше ставен награди телефонот. Вака награди и само кој ќе оттапнеш екранот, регистрира тоа и зашто беше вдишуваш 40 пати. Да. Преку нос, малце на уста, го полниш стомакот и осеќај како ги полниш градите. Издиши не целиот, ама и сега ти треба да се наполниш со воздух и тоа е тоа што ја прави таа реакција. И после 40 пати взимаш, не испушташ и му правам на телефонот. И почнува да одбројува. Да. И ја почнав еден нешто, те лажам, 30 секунди беше неговата. Првите 3 серии, 30 секунди задржи, само до тебе. Јас стигнав преку 3 минути да држам. Да. Сега, у тие 3 минути што се случува, почиња да ти зуи, не знам како да опишам, преку прстите и ти како лежиш со отворени дланки и нозете, ја на каучот така ми е дома и баш ми се паднати дланки. И како преку прстите. Што збореа они тоа заради збогатување со кислород? Сигурно. Не гледам зошто друго. Да, као да ти реално го збогатуваш телото со кислород. Има, буквално може да се заврти, доаѓа до момент на оној дизинес вртоглавица и затоа вика најубаво не ни седи, лежи со главата назад. И не го прави додека возиш. Ако мижиш и го имаш тој ефект, скроз се трипање. Баш гледам некој се отвара работи прави. И ја прави ако реално. А никакви субстанци не внесуваш во телото. Него едноставно е преку зимање на воздух. И тоа кога го правиш често, сега бенефитите ќе ги кажам од тоа, па ќе кажам не знам дали, али тоа ми личеше на медитативен стейт. Пред да кажеш, сега јас слушајќи те тебе, ја од што сум тоа што сме дознале, тур го правиш ти тоа.
толку многу си фокусиран, ти лета ли мислите Не, по друго? не ми лета. Вим Хоф е толку интензивно и бара да си сконцентриран, што он те форсира, Као кросфит медитација, знаеш? те висок форсира, е, нема кај ти да луташ што мислите, друже. Тука си. ама немаш време. Тука или он те води или кој ти што си се извежбал. Тоа е еден вид тренинг на фокус. Да. Објект на фокусот било дишењето. Хипервентилација се И затоа што е толку постигна. интензивно. Нема кај да бега. Кај, што Тука е. си мислам ја на доручекот после, Не, нема, ќе ти нема време, летнат нема. дишењата, тие се та 30. Кога ти е 170 пулсот, мислиш на ти? Од тој аспект, ја тоа би го рекол како еден вид на тренинг на концентрација, Затоа што слеш meditation. Сум правил ја и со медито, и ова ми е некако по-адванст, побрзо да ми ги дава резултати. Затоа кога имаме кросфит медитација, зашто некако има интензитет. Total full колку траеше? 2-3 минути? Се ова? Па, една зависност серија колку со држење, со Епа, една колку ќе серија. држиш. Јас Ева после колку тоа правеше. неќе да заврши по 5 серии, по 6 му прави. Така. Пак, и 20 минути, 25 некоја, гледаш, зависи. Ти си 20 минути со мислата ни еднаш да не ти одлета. Да. Така? Држиш воздух. Тука си, мораш, ти не смеш да испаничиш момент. Ај ки ги редиш бенефитите. Ама самото тоа по себе во овој современ начин на живење е луксус. Да, 20 минути не Ако пречи има буквално еден ништо. бенефит од ова, што сакам да го долавам на овие што не гледаат и слушаат, размисли кога ти било последен пат 20 минути да не ти одлута мисла. Или да не пречиш. Или живееш седни на клупа и гледај мисли, ама седи и не толку прениш. многу сме бомбардирани по инерција живееш овој Брзо. нагон, ова искушение, ова сега да се направи. Пишал, вратил. Во тој аспект ја, in my book, тоа ти било 20 минути медитација. Ма така и се Со осекаш екстра тренинг за дишењето. Да, сега бенефитите од овие Ај на ти што Вим Хоф. примети? Приметив, многу изострен фокус на рандом работи, не у моментот. Утредента, Аха. го кажав во една претходна емисија, мислам, кој играв со еден дечко тенис, често играв еден против друг, сличен левел сме, интересно не. Она префрлаш повише пати, забавно ти. Момент, тоа толку, јас мал период сум посветил месец до 2 на оваа техника. Па сум ја прекинал, па сум се вратил 5-6 пати. Секоја, кога редовно правев 4 пати неделно, имаше еден период од 6-7 недели, кај што поред 4 пати неделно, не секој ден, го правев ова. И баш тој период се погоди тенис со дечково со Кико да играме. И буквално го ќе удреше топчето, као се успоруваше момент. Онака, знаеш на филм, кога све е замаглено и буквално едното се гледа, па нека Tunnel таква, vision. Tunnel vision, таква представа, ама трае многу кратко. Дали една секунда. Аха. И ќе го видам и 3 пати у целото играње. Ти викаат целиот меч и немаше кај да... 3 топчиња по пола секунда, така ги видов. Ама толку целото силно ти остело впечаток. Да, она и ова ли е тоа што Претходно го си зборат играл, у па не ти пичкова? се десило Не тоа. ми се десило никош. Само додека го правев ова, ми се имаше случајно. И тоа е еден од бенефити. И си помислигам, а замисли ова да го правиш цело време, толку уходан, и по 10, по 2, по минута да ти задржа така внимание и фокус. Че ова може да се тренира. Така. Еве ти една Ајде, мерка на мерливост, прогреси. да. Прва баш, буквално. И после тоа, откако ќе заврши самата пракса на дишање, ќе ги отвориш очите и си као како приземен, тука си, не леташ, не ова, некоја смирена, затоа е прескатирано некој тип на смиреност осеќаш и на некоја благосостојба вака рамна линија. Што трае Те тангира текот на ден. Трае, да. Друга работа, кондициониот перформанс ми се подобри. Без Јам слушам и за тоа. без активно, интензивно да умирам на точак или на интервали на трчање или на ровер. Со самото дишање, мислам, капацитетот веројатно на плуќата се зголемува бидејќи внесуваш огромно количество на кислород. И ти некој мимикинг, имитација правиш на кога си задишан, на висок пулс, Ама не и знам. транспортот е. Абе види,
За тоа толку е комплексно телово, толку ништо не знаеме, а се на ниво на клетка се адаптира. се адаптира. Така што ако постои негде механизам на транспорт на кислород и тој механизам ти сега си го тренирал, ете една област на подобрување. И тоа е убаво. Така што ние може да се филмаме са што само ти си примети подобрување. Јас Што и лично да е и у главата да ти било, Не е у главата, зашто брпиш, правиш бокс джамп, она трчаш, правиш. Викам, не се умарам кој што било, ме разбираш. А еве сега и за медитација ќе се навратам. На апликацијава што збореше ти преска дека со дишењето. Ја мајка ми има научено пред апликацијава најбейс левел, затоа ме зачуди со кецот, мислев ќе продума не го кажа. 4 пати зимаш воздух, например. 1, 2, 3, 4. Не продолжувај 5. Назад. 1. за да броиш. Два, три. Да. Тоа е некоја техника веројатно за почетници, да те врати кај кецот. Да. Значи ти ако си 5, 6, 7, тоа нема крај свете, е ново, нема патерн. Да. А ова 4 пати взимаш воздух назад. 1, 2, 3, 4. Да, те форсира да назад. мораш да го мислиш. Назад и цело време си назад. Јас таа техника сум ја запомнила многу, сум бил помал, јас 14, 15, 16 години сум имал тогаш. И апликација го ја пушташ, сега со глас без глас. Тинг ти прави кога почнува, тинг ти прави кога завршува. И ја ќе ја пуштам и тоа е. И ја мислиш кој знае колку време поминало, гледаш 32 секунди. Сега сега 5-6 минути, викам, зашо не свири ова крај, гледам 30 секунди, викам, нема крај. Ама нема врска, се е ова процес, се е ова пат што треба да се оди, нема правилно, нема погрешно, значи пробајте само. Има бенефит, јас не практикувам секој ден, ама ти што кажа, ти дава алатка за свесност. И тоа е тачно. Знаеш да препознаеш у момент зошто ми се случува тоа што ми се случува и за почеток и многу повеќе тоа мислам дека е доволно. Мојот најголем бенефит беше тоа што забележав и забележав тоа имање свесност е ненормално вредно за мене. Јас си го сметам како суперпауер. А така е. И ако е тоа бенефитот, окей, не ми треба друга состојба на умот, не ми треба enlightenment, не знам што све друго Буда преминало девето небо или тралала. Ако некој го слуша ова и не гледа, и може би му треба мала екстра мотивација, бустче, или се интересирала, ама не знаеш што да го прави, зашто. Јас користа што ја извлеков и ја имам и сум благодарен дека ќе ја имам цел живот е зголемената свесност за работи за кои што не можам ни да ги објаснам или ако пробам да ги објаснам ќе звучат не знам како ќе ме сватат луѓе кога да сум се губи овој. Кога не знам бајки. Кога да лупам глупости, нема да им се верува дека тоа може да биде човек свесен за такво нешто. Сега ја реков, моите фокуси секад биле по спортски ориентирани, ама сега веќе и во животот го имам тоа. Пример е преска што реков, нели често со диетиве нешто, воно, јади ова, не знам, и у задње време ми искочија неколку као постови, не знам што беа, демек шекер е шекер, од кај да е. И ово ше било шекер, и торта било шекер, и кока-кола било шекер, и бел шекер е шекер. И бел шекер е шекер. И у компир. Океј, на хартија можеби. Може бананата кога ќе стаиш у лабораторија и ќе излезе истата гликемички индекс некаков што и да е. Ама јас имам денес таква свесност за моите внатрешни процеси, ја осеќам разлика од истата грамажа колаче и банана. На хартија исто грама шекер имаат, исто калории ќе имаат, се исто ќе имаат на хартија и тој што тврди дека шекер е шекер и крај на приказната, не е.
Особено течниот шеќер не е како овој од бананата, да Ама речем. има течен шеќер од цвекло и има течен шеќер од ананас, има течен шеќер од Ама ако Кока-кола. ти го измелеш ананас, Ама сваќаш, ама има да на хартија е исто, ама и не, затоа што колку и да ние развиваме наука, а и ова се поише станувам свесен, дека колку повеќе знаеме, толку повеќе ништо не знаеме. Знаеш само колку не знаеш. Толку е бесконечно комплициран универзумот и се во него, што ние ништо не знаеме. Што и да има у бананата нешто, плюс или минус, не е исто како еквивалентот у колаче. тачно. Ама мојата поента беше, што не ми треба некој да ми го каже, туку ја го осеќам тоа. Ја сето ова е пропратено и со внимавање, со јадење и со Искуство, многу години сега не е и преку ноќ. применување, некојаш јадеш за перформанс, некојаш јадеш за задоволство, некојаш вкус. јадеш за потреба, за гориво, за сме ги поминале сите тие работи. Се ова пакет со развивање на свесноста, на mindfulnessот, ме има доведено да денес, тоа ми беше како пример за може некој ќе го слушне дека science fiction што лупа овој глупости, да не е можно е, дека ја осеќам физиолошки процеси што луѓе ги учитаат, ги осеќам вака. Има разлика, срцето различно потчукнува, крвните садови различно ги осеќам, има разлика ако јадам свинско со сланина, има разлика ако јадам јунешко со вакво, нивото на масти почнувам, вискозноста на крвта некојаш ја осеќам, денес ми е погуста крвта или потечна крвта, ја ги осеќам тие работи. Примерот што го памтиш ти од точаците. Ја осеќам кога користам масти за гориво, кога користам шеќери за гориво, кога користам шеќери од црн дроб и кога користам шеќери од складирани у мускул или слободни циркулира во крвта. Ја ги осеќам тие работи. И освен тоа, не знам што друго да ви кажам. Ја ова го сметам како супер моќ. Секој што се интересира да тргне на ова патешествие, после неколку месеци ќе дојде до ова ниво, тоа гарантирам, а дали ќе стигне до Буда и Далај Лама е на него. Негова работа. Ама ова со медитација и Вим Хоф и се, ја бар го гледам како една од алатките за да Си го mindful. развиваш и mindfulnessот. Сега тоа сакав да што ти реков пред кога те прашав. Ај mindfulness е јас како го сваќам. Као состојба на умот, нели? Добро. Смирена свест. Замисли дека имаш 100 единици на внимание у текот на еден ден. Единични мерки. Аха. Да, хипотетички. Сега ти, дали некој селебрити раскинал со некого, другиот, дали ти една единица ќе дадеш внимание на тоа, или факет, ќе си ги задржиш тие 100 за само тие тебе што ти се битни. За жал денес, вниманието ни се одвлечкува, сакал или не, тоа е. Социјални медиуми, ивенти се дешава, све е покриено од секого, секој има камера од джеб. Мене ми е трудот преку овие техники, као медитација и сега уште една-две што ќе ги кажеме, да го задржиме овој state of mind, mindfulness и тие 100 единици на внимание што ги имам. Ја би отишел Пластично и ниво кажано. плюс. Да ги забележуваш. Да и да не им го даваш. Да. Они ќе ти го земат кредитот. Ќе сакаат да ти го земат. Ќе го земат. Ама да си го влечеш назад? Ќе го вратиш. Тоа е више посебно. Тоа е нивото плюс. Тоа е next level. Тоа е, ама не е next level. Кога ти си забележал дека ти го одземал, Да го исечеш во корен. Тоа е пола си го вратил. Да. Забележувањето е. Пак ти зима дел. Не си го враќаш целубо, кажа пола го. Океј, може го менјаш, може го зголемуваш. Али може би па тоа тренинг да се следниот пат не ти го земе таа глупост внимание. Или ако те опцуе некој собраќај, колку ти ќе дадеш внимание, енергија исто така на тоа,
Од тебе зависи на крајот на денот. Тоа е забележувањата и како и сите прогресии, Нормално ќе грешиш, ќе ти се случува, ќе се растоиш. можеш од едноставни ствари, сега за тоа има на Се пример учи цело оние време. mindful eating, mindful walking, mindful talking. Свегаш, биди свесен при јадењето. Биди свесен при јадењето. Забележувај што се можеш да забележиш. Една техника од тие да што јас ова што ти го зборев сакам да го применувам, не знам како да се натераме, ти гледам пишуваш Кој е? да запишуваш. Да. Ама не да запишуваш у notes. Тефтер, ако Рака. се верува секоја нова година, сакам и на жена ми реков, викам дај ти те молам па и уште не сум да купам тефтер еден, мочан тефтер и пенкал. И да запишеш зашто е добра gratitude, као зашто оној Жаре го збореше. Благодарност. Благодарност, да си благодарен за банални работи. Да. Благодарен сум зашто денеска имав да јадам. Благодарен сум зашто имам чиста вода. Благодарен зашто имам сите прсти на рацете. И, например, запиши 5 работи на што си благодарен денеска. Добра техника за mindful е оној со кругот со анксиозноста што го зборевме у Ти пред го некоја кажуваше, епизода. ти Да. го кажуваше Што е како во твоја контрола во Да. кругот, се што е надвор. Исто така те става во state of mind да тие единици на внимание не ги даваш, да не ги раздаваш наоколу. Заврна, сега време, поплава. Врне тоа е тоа. Тие се уште некои техники, сега ти не знам дали го правиш тоа со запишувањето. Гледам со Жаре кога зборевте, он веројатно го прави, не знам што го кажа. Да, ја правев едно време. Како се натеруваш да седнеш? Знам дека е како све е глупо прашањето, ама не може да се натерам, човек. Као дебил се осеќам се, ќе запишам, не знам Не, зашто. глеј. Одбивност тебе некоја. Реши, а ти си добар у тоа. Ко ќе решам, јас ќе бидам човекот што го прави тоа и ќе бидам човекот што го прави тоа. Тип на човек Сега што само, да, не. Реши дали ти е тоа најважна работа сега. Во овој дел, во овој период од животот. Реши да ти биде тоа најважна работа во денот. Ако е така, што се прави со најважните работи од денот? Први се завршуваат. Прво тоа. Тоа е. Тренинг ти е најважна работа. Прво тренинг па работа. Да. Ова ти е најважно. Прво тоа па друго. Јонака станувам рано. Тоа ти е, ја бар на сите и за себе го применувам. И сега што ќе се деси, ќе ти биде најважно 2-3 недели. Не мора да биде сега ова најважно за цел живот и крај. Не. Овој месец на многу високо на листата на важни работи што сакам да ги завршам у денот, ќе биде да запишам 5 реда. Толку ти е важно, си кажа дека ти е важно, биди човекот што тоа му е важно. First thing in the morning, тоа. И толку. И by the way, ја тоа го правев неколку недели. Заклучив дека... Тоа благодарност? Да. И баш благодарност ја користев. И после... Ама помага тоа при Нешто сертификат. Океј, благодарност. Ти дава валја перспектива некоја на... Тоа ми се префрли после во благодарност во било кое време во текот на денот. Не ми требаше да запишувам. Тоа ми се деси мене. Дека после тоа станав стварно поблагодарен кон луѓето во мојот живот, кон лајфстајлот што сум си го направил за себе, кон здравото тело, кон сите, онака стварно си многу често дури на жената имам кажувано и милиардер да сум сега, толку ми е убаво што ништо не би сменил. Знаеш, таква благодарност сум достигнал до тој степен што не ми требало да запишам, ама што забележав е, не е толку до што си запишал или дали баш благодарно си запишувал, пак е тренинг за концентрација. Актот на зимање пенкало и ставање на хартија те форсира да мора да си тука сега, да ја формираш мислата на реченицата, оти ако не, на сред збор ќе забораиш што си сакал да пишеш. Да, нема да напишеш нормално.
Замисли за колку тривијални ствари збориме ние сега, до кој степен е отидено современото општество, да ние збориме дека е луксус да ти држиш мисла 20 минути за да напишеш еден лист хартија. Кој 20 Иди минути? кажи му го 5 тоа на минути. дедо ти нека ту, сваќаш? Ќе те залепи. Оти сега што правиме? Тестатура, компјутер, 300 браузери отворено, музика иде ваму иде видео, тук иде подкаст, ваму ти Се куца да некој лудира на пет, Slack, тоа, на да. Skype. Луксус е да седнеш ти да искуцаш мејл без 300 други. Трзање лево. И тој мускул на фокус е изгубен, атрофиран, дури и да успееш се искуцаш мејл. Сваќаш, мултитаскинг не е мокност. Мултитаскинг е губење на способноста да држиш фокус. На една А нема успех во животот Тачно. без фокус кон нештото што сакаш да го успееш. Мултитаскинг е мит. Со истражување со све невозможно. Тешка глупост. Тешка. Тешка глупост е тоа мене ако ме прашуваш. Плюс што не постои. Све е серијално, само Научно истражување. контекст свичинг, контекст свич. Вистински вниманието у моментот е насочено на една и само Што на една. поише контекст свичаш, толку фокусот Го намалуваш. кринк и на крај иди држи бројке цугла една секунда. Full circle. Ете ти го. И тоа само беше поинта дека едново е алатка, Другото пракса, состојба. другото е состојба на умот, се проклапаат, има различни, не мора да медитираш за да бидеш Не мораш. mindfulness, тука беа тие примерите. Оти многу луѓе се имаат одбивност кон медитација. Да. Океј. Кога ќе седнеш денес да јадеш, пробај да забележиш што повеќе работи во врска со тоа јадење. Тоа вкусот, текстурата, убаво ти е, не ти е убаво. Зошто не ти е убаво? Зошто преферираш тоа? И толку. Размислувај. Тоа е свесност. Крај на приказната. Па тоа е тоа. Фала ушенаш, Бидете што ви е mindful. нејасно, пишете, ќе пробаме да одговориме. Се надеваме ги исполнивме на очекувањата. На тие неколку што побаравте да разговараме за ова, се надевам на Од ова наша мислевте, перспектива. ако не, Јеби. тоа е тоа. Баш ни е жал. Секој случај фала што не мотивиравте да збориме за ова. Until next time. Чао, чао.